Со дозвола на заменик министерот, ако веќе немате изградено нешто, јас би предложил парите предвидени за НАТО и за самоодни хаубици и други воени возила кои што подоцна ќе ги дадете во Украина, да ги пренамените за изградба на старечки дом за стари лица во Скопје, затоа што состојбата со старите лица е алармантна во држава. Не знам дали знаете, но капацитетите на државните домови за стари лица опфаќаат само 0,5% од старечкото население во Македонија, а европскиот просек е 5% да опфаќаат. Значи сте многу далеку од европскиот просек. Така да, ве молам да направиме некој баланс помеѓу задоволување на НАТО стандардите и европските стандарди. Да имаме барем мал баланс околу тоа и да издвоиме пари за изградба на дом за стари лица во Скопје. И чисто за јавноста, во оваа сфера има 5 или 6 старечки домови државни во собственост на државата, да. За разлика од тоа, има 40 приватни. И тука настанува проблемот како државата во суштина го поттикнува бизнисот со една ваква сензитивна јавна услуга како што е негувањето на стари лица. И ние имаме, дури почитуван заменик министре, листа на чекање од 250 до 300 луѓе и пазете, тоа е 250 до 300 луѓе само заради тоа што се обесхрабрени другите да аплицираат за место во државните домови. И чекањето е во просек од 7 до 10 години. Знаете ли вие што значи тоа? Стар човек има потреба од старечки дом, значи од нега. Чекањето од 7 до 10 години е период кој што не верувам дека некој од постарите луѓе кој што веќе дошол до таква ситуација дека го издржува тој период. Практично, за жал, починува пред да биде примен во државните старечки домови, затоа што не сите имаат пари да бидат дел од приватните старечки домови. Благодарам.